Скопје и натаму предводи на црната листа на новоинфицирани од корона. Неколку нови кластери на заразени се регистрирани во главниот град. Последно во низата жариште е во Скопскиот затвор во Шутка. Затворски чувар бил позитивен на COVID-19, но добил препорака од матичен лекар дека е добар и дека може да оди на работа. Ова го потврди министерот за здравство и рече дека немало простор за паника и дека вработените во затворот носеле заштитна опрема. Протоколите се носени врз основа на тоа дали се работи за објекти кои што работат на отворено или на затворено, и во таа смисла сите препораки, значи секаде каде што е затворен простор, се разбира дека ризикот од трансмисија на вирусот е поголем. Претходно, како што дознава Алфа, Министерството за здравство поради голем број на заразени побарало собраниски работници да работат на изготвување на решение за самоизолација. Откако прашавме, ова го потврдија оттаму. Министерството за здравство побара од Собранието на Република Македонија 10 службеници за техничка поддршка, изготвување на решенија за лица кои се ставаат во изолација, поради зголемениот обем на работа на државниот санитарен и здравствен инспекторат. Во меѓувреме беа обезбедени административни работници од редовите на Министерството за здравство. Од Државниот здравствен инспекторат за Алфа ја потврдија информацијата дека барале државни службеници да изготвуваат решение за самоизолација. Директорката Ирина Бухова во телефонски разговор за Алфа вели дека тоа било зашто бројот на ново заразени бил многу висок, а не дека имало кластер меѓу нив. Ни кажа дека работниците кои ги барале ќе седат во канцеларија и немало да излегуваат на терен. Во моментов таму имало само 2 позитивни, кои веќе 2 недели биле дома. Претходно за државните службеници Алфа праша и во собранието, но од таму досега одговор нема. Инаку новите кластери и константниот број на нови инфицирани постепено ги полнат болниците ширум државава.